На 2 март во 12 часот и 5 минути во полиција била примена пријава за расправија помеѓу сопружници. Полициските службеници пристигнале на адресата по 15 минути и разговарале со жената, која изјавила дека немало физички контакт со сопругот и дека станувало збор за недоразбирање. Таа не побарала понатамошна интервенција, нагласувајќи дека брачниот проблем го решава преку постапка за развод и потпишала службена белешка. 2 часа подоцна се случил трагичниот настан, објасни министрот за внатрешни работи Панче Тошковски. Мајката и детето во временскиот интервал пред да паднат од балкон, од внатрешна страна се заклучени во станот и друго лице присутно во станот во моментот на падот од балкон, согласно информациите кои што ги имам досега немам. Според министерот Тошковски, сопругот Стојанчо Јовановски е уапсен под сомнение за сторено кривично дело. Тој појасни дека во изминатите 2 години против него биле поднесени 10 кривични пријави поврзани со дела против имотот, криминал со елементи на насилство и нелегална трговија со дрога. По устна наредба од јавниот обвинител, лицето Стојанчо Јовановски е лишено од слобода поради сомневање за сторено кривично дело. Тој се наоѓа во полициска станица, со него се работи, се врши целосно документирање на случајот и против него ќе биде поднесена соодветна кривична пријава по брза постапка. Од основното јавно обвинителство Скопје велат дека се испитува и дали имало претходни пријави за семено насилство од страна на жртвата. Во текот на вчерашниот ден е наредена обдукција на жртвите. Во врска со претходните постапки, обвинителот побара детелен извештај од МВР и од Центарот за социјални работи со сите евентуални пријави и поплаки од жртвата. Исто така ќе нареди и внатрешна контрола во МВР за да се испита начинот на постапување по овие пријави. Вчера околу 14 часот Ивана заедно со своето 6-годишно дете скокнала од терасата на повеќекатна зграда во Карпош во Скопје.